Поразителни се бројките на жени кои се заболени од рак на дојка. Алармантен е бројот на жени на 30-та година што имаат цисти на градите, кои не треба да поминат без третман од доктор. Со оваа тема повеќе ќе ни открие колешката Мирјана Мирчевска Јовановиќ, која со доктор Караѓозов ќе разговараат за превентивните мерки како жените да се заштитат од овие заболувања. Мими, за почеток ќе те прашам колку жените се придржуваат и колку тие одат на прегледи. Томич, за жал веќе не важи онаа реченица дека само старите жени над 50-60 години може да заболат од одредена тешка болест како што и ракот на дојката. Веќе и 26 годишни девојки заболуваат од оваа болест. На оваа тема разговараме со доктор Митко Караѓозов од болницата Аџибадем Систина, хирург. Докторе, колку заболуваат жените и како да се заштитат од ракот на дојка? Секоја жена е потенцијален носител на карциномот на дојката, а дали ќе настане и во кој период од животот ќе започне формирањето на карциномот на дојката, зависи од некои провокациони чинители. Најчести провокациони чинители се хормоните, значи хормоналниот стрес, психичкиот стрес, храната која што е богата со хемија, лекови кои што се земаат. Значи, многу нокси влијаат надворешни секојдневно во нормалниот живот на жената да настане провокација на настанување на карциномот на дојка. Како да се утврди, како жената сама да си помогне, дали оние превентивни само прегледи може да ја помогнат на жената за да дојде на доктор? Единствено решение, че ниједна жена не е амнестирана од настанување на карциномот на дојката и заради тоа редовните само прегледувања и прегледувањата од стручни компетентни луѓе се многу битни во навременото и раното откривање на карциномот на дојката, бидејќи генерално карциномот на дојката има лошо име, но не е лоша болест. Денеска, по статистиката на Светската здравствена организација, карциномот на дојката може да биде и 99% излечива болест, а тоа значи дека практички секоја жена на која што на време ќе се открие карциномот во првите стадиуми на болеста, кога тој карцином е од неколку милиметри во пречник големина, може да биде 199% излечиво, што е за другите карциноми во организмот на жената и на мажот практички невозможно. Ја доаѓам од клиничка болница Аџибадем Систина. Ние минатата недела го промовиравме центарот за дојка, нешто кое што се базира на неколку елементи, тоа значи на врвна технологија, исклучително искусен и врвен стручен кадар, кој што ги прави компетентни стручни прегледи, кои што овозможува токму она што е вистинското, значи преку тимското работење, рано откривање на карциномот на болеста, што е предуслов во неговото излекување. Денес кога разговаравме на и во Канал 5 телевизија дека ќе разговараме за оваа тема, многу и колешки ме замолија да прашаме колку се страшни цистите на града, затоа што веќе почесто ги има кај сите девојки и жени. Значи, жлезданото ткиво на дојките кај секоја жена е во директна врска со хормоните од јајниците. Се она што директно влијае на хормоните од јајниците, што влијае на хормоните од јајниците, остава трага на жлезданото ткиво на дојките. Ја вака, од мојата ординација можам да ви кажам дека, да речеме, секој психички стрес, една нервоза, на улица, дома, на работа, ќе ги поремети хормоните од јајниците. Тие пореметени хормони од јајниците го пореметуваат жлезданото ткиво на дојките, а токму тоа е формирањето на тие меури кои што се исполнуваат со ткивна течност и се викаат цисти. Стресот ќе помине, хормоните од јајниците ќе се смират, но последиците на дојките остануваат. Тие меури кои што се во директна врска со циклусот, односно со хормоните од јајниците, од ден до друг циклус варираат. Може да се со поминувањето на стресот да ги снема, може да останат со иста големина, може да се намалат па да пораснат, може следниот стрес да формира такви меури, односно цисти на истата или на другата дојка. Тоа не е болест, тоа е состојба, значи цистите се состојба која што е врзана директно со хормоните од јајниците. Многу е битно
нашите гледачки да сватат дека најбитно од се е раното откривање на секоја состојба која што е надвор од нормалата во однос на претходниот месец, односно во однос на претходниот циклус кога правеле сами преглед. Значи, најубав период за преглед на дојките е меѓу 5-тиот и 8-тиот ден на првиот ден на циклусот, кога хормоните се најниски во организмот на жената и жената треба сама по шема која што она ќе си ја направи да си ги прегледува дојките. Ако е било што различно од претходниот циклус, од претходниот преглед од пред еден месец, треба веднаш да се јави кај компетентен доктор кој што понатаму дали врз основа на клиничкиот преглед или испитувањата што ќе ги направи, ќе утврди дали станува збор за болест која што треба да се следи, болест која што треба да се доиследува или болест која што упатува на карцином. Кој е великот за цистите? Што ви препорачале? Храната, животот, што треба да знаат жените, што да се преминува? Знаете што, да ви кажам, кога ќе дојде пациентка со такви хормонални промени, да постои доктор кој што може да ги реши проблемите во животот на жената, кој што може да ги реши проблемите на работа, на улица, значи не може да го промени стресот кој ги пореметува хормоните. Најбитно е, ја тоа секогаш го кажувам на секоја пациентка, моја задача како доктор е да ја смирам душата на пациентката, да ја кажам дека тоа не е болест, него е состојба која што е врзана со низините хормони од било која природа на која што довела до таа состојба за пореметување на хормоните. Затоа што, знаете што, ако стресот од работат ве води во пореметување на жлезденото ткиво, а состојбата на пореметеното жлездено ткиво ве прави вознемирени и во стрес, вие влегувате во едно затворено тркало од кое што излегувањето е многу тешко. Но ако некој ви каже, стресот не може да ви го реши на работа некој, но ако ви каже дека состојбата на дојките не ви е болест, него е состојба и последица на стресот, тогаш вие ќе се олабавите, треба да му поверувате на тој доктор со аргументи што го кажува тоа и во таа состојба стресот од самата состојба во која што се западнати со тие промени на дојките треба да ви ја смири душата и да не ви го поттикнува и зголемува стресот кој што понатаму би правил такви работи што не се убави. Најбитно се едно нешто, дека ниедна жена, независно од годините, не е амнестирана со можноста за настанување на карцином. Вие рековте 26 години, ние во овие 4,5 години работење во клиничка болница Систина, најмладата пациентка ни е 22 години. Пред тоа, од моето долгогодишно работење на клиниката за торакална васкуларна хирургија, имавме пациентка и помалку од 20 години. Значи, иако на светските препораки се 40-та година е долната граница за размислувањето на карциномот, искуството од секојдневната пракса, посебно на овој терен на кој што живееме. Може ли еден совет околу храната, секојдневниот живот, што е она да си го подобриме здравието? Знаете што, многу е убаво да живеете во стаклено звоно во идеални услови, но ние живееме во Македонија, тука каде што сме, се храниме така како што се храниме на едноставно. Многу е битно само прегледувањето и редовните систематски прегледи, затоа што само на тој начин нешто ако се случи, може на време да се открие, да почне да се лекува и тогаш сте сигурни во тоа. И за цистите исто важи. Храната колку делува животот што го имаме уреден? Делува многу, но ајде променете го тоа. Порано кога ќе донесете дома килограм патлиџани, цела куќа мирисеше на патлиџани. Сега ќе донесете 5 гајби, немате мирис на патлиџани. Го јадите македонскиот струмичкиот патлиџан, ама не мирише на патлиџан, а е убав на око. Така, ви благодарам за гостувањето. Тумич, тоа беше за сега се. Се надевам дека добивме добри совети од доктор Караѓозов. Така и мими, овие совети се добредојдени за жените. Ти благодарам за оваа јавување.